Трилинг со нови теми и соговорници, но дозволете ми на почеток да соопштам собствен поглед на најновиот бран на анимозитети во соседската политика во регионот. Бугарските и македонските власти со возобновени непријателски постапки од раниот социјализам. Во Софија од поединци се создаваат национални величини, како што е случајот со Христијан Педников, пребеганиот и осомничен охриѓанец. Таквиот гест е истовремено подценувачки однос кон сите други македонски граѓани кои на чесен и искрен начин се декларираат дека се етнички бугари. Од Скопје е дадена директива да не им се дозволи влез на еден европратеник и бугарски бизнисмен и филантроп. Ако уставните измени и националната гордост зависат од изјавите на Ковачев и Врбовски, колку и да се непријатни и непријателски, тогаш некој во оваа власт го изгубил европскиот компас за слобода на говор и движење. Тоа значи дека на двете држави се уште повторно им воскреснува духовите на Лазар Колишевски и Цола Драгојчева. Со нивните комунистички идеологии Бугарија и Македонија остануваат заробеници на сопствената националистичка самодоволност. Се она на што се смееме денес можеби не е толку смешно, и лудаците стануваат се понормални во новото време. Колкав обрт се очекува преку македонската берза за струја? Колку пари се вртат во производството и трговијата со струја? Просечната цена почнувајќи од јануари е на некој ниво од 130-140 евра за мегават час, наспроти да речеме августовските цени во 22 година кои што пораснаа на просечно ниво, месечно ниво до 500 евра. Фотоволтаици, обновливи извори. Ова лето ќе страдаат со приходи токму заради тоа што цените во тие часови кога они произведуваат многу паѓаат заради преголемата понуда. На медицинскиот факултет годишно завршуваат 200 студенти. Исто толкав е бројот на оние кои ја напуштаат државата. Нашата покриеност на населението со доктори, со медицински сестри е пониска од просекот кој се одржува во развиените земји. Постојат ли правни механизми да се стави крај на недопирливите суди, обвинители, адвокати? Не е соодветно предвидено како и кому овие членови на највисокото тело на самоорганизација на судскиот систем одговараат. Дали хаосот во судскиот совет на тапет го стави целокупниот правосуден систем? Апсолутно да. Веќе не е ни смешно е насловот на представата во театар комедија за која деновиве се бара билет повеќе. На што тоа точно ние се смееме како општество и како е дозиран хуморот во државава? Вечерва во Трилинг зборувам со драматургот Сашо Кокаланов. Добро вечер и добре дојдовте во Трилинг. Добро вечер. Ја спомена во најавата црната комедија веќе не е ни смешно која што игра во театар комедија, за која театарската публика вели дека се поделени во однос на емоциите, преовладува смејата и позитивата додека се гледа представата, меѓутоа малку подоцна доминира гневот од како ќе се изгледа целата приказна. Што значи да се подготви проект кој е своевидно исмејување на моменталното секојдневие? Некои од гледачите се почувствувале како во некаков социјален експеримент, каде што публиката се смее и после некое време сваќа дека си исмева самата на себе. Тоа, ако треба да кажам дали не беше намерата зацртана на стартот од проектот, дека сега ќе правиме социјален експеримент, за да видиме луѓето на што се смеат, веројатно нема да е 100% точно, но дека во текот на процесот добивме едно чувство дека представата може да се претвори во нешто, во еден таков социјален експеримент, каде што не ние како екипата, актерите се на сцена и тие го чувствуваат, се разбира. Фидбекот на публиката и од тој аспект тие беа пресрекни. Не знам, до 20-та до 20-тиот аплауз на отворена сцена броевме, потоа престанавме да броиме и тие се разбира срекни, но ако
Сакаме вака малку по-социјално да го погледнеме прашањето и да видиме дали публиката на крај излегува со свест дека се она на што се смееме денес можеби не е толку смешно. Мојот впечаток е, барем по овие први 3 изведби, е дека барем кај поголем дел од луѓето кои дојдоа да изгледат представата, се постигна тој ефект. Кокаланов, во која дисциплина ова наше општество повеќе ужива, во смеењето или во подсмевањето? На оваа представа е дека се изгуби малку границата меѓу смеење и смевање. Сега малку е лошо, ние како генерација кои сме живеели некои други типови на хумор. Не знам, сме растеле со некакви Алан Фордови, Монти Пајтони и така натаму. И ние сега не сакавме да се поставиме како суди на новите генерации на тоа што ним е смешно. Сакавме да истражиме што денес на денешниот човек му е смешно и зошто се случува тоа што се случува, ама без да имаме тоа чеканчето на судијата. И во таа смисла не би сакал представата да се доживее како таков тип на критика, зашто можеби ние не го разбираме така ова смеење денес, може ќе го разбереме после 1-2 децении. И како е дозиран хуморот денеска? Воопшто не е дозиран, затоа што се изгубија дозерите. Вие кога сте 24 часа имате медиум ваш, тоа е вашиот профил на кој било од социјалните мрежи за да се искажете. Нема, се губат сите мерки, така мерката сте си самиот. Но интересно е што тоа е едно прашање дека јас сега имам медиум и можам да кажам што сакам. Тоа е најубавата, светлата, демократската страна на социјалните мрежи, а втората е зашто го користам тој медиум. И ние забележавме нешто што не го забележуваме ние први, веќе е некаков феномен. Да речеме последниот или еден од последните романи на Бекбеде, човек што плаче од смеење, се бави баш со ова прашање. Се претвори во еден тип на тиранија, на терор на хуморот, овој денешен свет. И не сакавме да истражиме од кај е тој порив. Еве сега јас имам медиум, ама зошто го користам за смеење? Смеење кое се претвара во исмевање, затоа што не постои веќе таа некоја тенка линија што некојаш постоела, веќе не постои. А зошто денеска во политиката отсуствува цинизмот и иронијата, класика за англосаксонскиот парламентаризам? Па не знам дали сосема отсуствува или го има премногу. Јас спротивно на тоа мислам дека живееме во една диктатура на хумор. Јас иако некојаш залутам на Собранискиот канал, што морам да признам ретко ми се случува, ама ако баш залутам и решам да останам, гледам тамо некои пратеници што се обидуваат да бидат духовити. Дури на теми каде што не мора нужно да се духовити. Сега цинизам. И она што го велите вие, британски цинизам, и те пак не носи во некој свет на Монти Пајтон и во некои наши сваќања. Најинтересната дефиниција за циник што сум ја прочитал, знаете која е? Тој вика е ѓубре од човек што од некои своји причини го гледа искривено светот таков како што е. Една прилично цинична дефиниција. И сега, ако е тоа циник и ако е тоа цинизам, веројатно не го гледаме, дури ни од искривени причини, не го гледаме светот таков како што е. И затоа имаме чувство дека нема онаков здрав цинизам, туку тоа што го гледаме во политиката е она што и претходно ви го кажав, банализирање на хуморот.
Да речеме, не знам, имате две големи партии, па баш пред некое време за некој прилично сериозен криминал за кој што се обвинуваат, па гледате гатанки, хумор и така натаму, а не гледате институции што се бават со тоа. Ова ми е, од тука ми е причината зошто мислам дека имаме тиранија на хуморот, затоа што се денес мора да е смешно, а не знаеме зошто, од каде тоа, дека баш се мора да е смешно. И ги споменавте политичарите во земјава. Како го оценувате риторичкиот шарм? Дали некој од денешните политичари, па и во минатото побарал помош од вас да некоја, да кажеме, поента во говорите на јавните настапи? Не, но предпоставам дека си имаат некакви пиар тимови што го прават тоа. Тоа што јас сега сум хендикепиран да го одговорам вашето прашање, што речиси не ги знам новите политичари, затоа што многу малку следам. Додека бев во новинарството, особено во дневното новинарство, пишував активно колумна, тоаш баш на дневна основа следев и настапите. И јас бев дел од таа тиранија на хуморот, зошто ако си ги препрочитам сега колумните, во 90% од нив сум се обидувал да бидам смешен или духовен. Го споменавте пред малку новинарството, последниве години го заменивте со драматургијата. Успеа драматургијата да ги задоволи вашите професионални пориви? Па не се случи некаква замена. Туку тоа е Се презаситивте од новинарството? Паралелни пориви кои од секојаш сум ги имал. Тоа што се случи е професионално решив да се бавам со едниот порив наместо со другиот. Презаситеност е веројатно и тоа, делумно и тоа, едноставно една новинарска кариера истерав прилично кога сега многу од гледачите ваши, не знам, може нема да ништо да им значи кога ќе кажам дневник, ама на некои други генерации им значи затоа што тоа бил најтиражниот дневен весник со години. И сега некако кога човек на 29 години ќе стане уредник на таков медиум, може да се појави едно чувство дека окей, сега до сега си скачував до некако врв, а од сега натаму се спуштам од тој врв. Ама мислам дека повеќе беше една страст што си ја пригушував долги години и на крајот ме совлада и си ги поднесов на стари години, што се вели, документите тамо и решив да завршам и драматургија, освен новинарство. А неколку години и паралелно. Јас пишував и колумнија, пишував и сценарија за телевизиски серии, така што во еден момент човек сваќа дека сепак мора да се посвети на едното од двете, па дојде и ангажманот на факултетот за драмски уметности и веќе немав ни многу избор, мораше да го одберам тој пат. Да, вие предавате, работите со студенти на факултетот за драмски уметности. Актерите велат дека фалат недостига драматурзи во земјава. Почесто тоа го слушаме од режисерите, не од актерите. Знаете како, фалат драми, фалат сценарија, тоа е нешто што го слушаме. Драматурзи, уште кога го формирал нашиот драг професор, веќе починат Горан Стефановски, кој е формирал катедрата за драматургија, се договориле дека ќе бидат општествено одговорни и дека нема да запишуваат секоја година, за да не се создаде нека хиперинфлација од драматурзи. Но принцип и да, ние запишуваме еднаш на 4 години нова класа на драматурзи. Но дефицит на драми македонски, свежи, нови, мислам дека не постои. Постои дефицит на волја да им се даде шанса на младите драматурзи и тоа
потекнува од еден зихерашки однос кон театарот. Се разбира дека ако земам да го работам Шекспир или да го работам, не знам, Молиер, или да, не знам, да работам некој современ, но веќе етаблиран драматург кој постигнал успех, некаде јас само треба да го преведам. Имам тука за гарантиран успех, не можам многу да погрешам, се разбира дека тоа е полесниот пат. Отколку да се даде шанса на некој нов, млад автор кој има драма, се разбира и со грешки внатре и со фалинки затоа што е прва. Меѓутоа, ако Горан Стефановски не добил шанса да го постави Јане Задрогас, немало да го има ни Диво Месо, ни Црна дупка, ни Тетовирани души и така натаму. Значи, театрите, режисерите, Министерството за култура треба да имаат стратегија како да дојдеме до новиот Горан, до новиот Сашко Насев, до новиот Дејан Дуковски. 2016 година ја објавувате книгата Ние сме лудаци, која што најде на интересни реакции кај јавноста. Дали денешново лудило дава можност и инспирација за нова книга? Да, по Ние сме лудаци, излези романот Ши. Пред 2 години тој, да речеме, се бави со нешто што сега стана на вистина актуелна тема, односно се бави со вештачката интелигенција, ама во уметноста. Еден писател добива понуда за соработка со компанија што се бави со вештачка интелигенција, за да создава, да им помогне да создадат некаков чат-бот кој ќе може да твори. Денес тоа е, можеби најважното прашање во уметноста и допарва ќе станува важно, затоа што вие имате еве сега нови драми од Шекспир. Едноставно, вештачката интелигенција има доволно драми од Шекспир за да го разбере тој стил и вие може да му нарачате на Шекспир оној кој е некаков алгоритам да ви направи драма и тоа ќе го направи доста добро. А допрва ќе се развива. Така што ние сега ако се бавиме со прашањето што правиме со драматургијата, прилично сме назад, затоа што нашите идни студенти и овие денешни што сега завршуваат, ќе имаат одеднаш некаква компетиција меѓу ботовите кои ќе пишуваат исто така драми. Така што еден сосема ќе влезат во еден сосема непознат надпревар. Во однос на лудаците, да, тоа е роман кој прави некакви асоциации со времето во кое што е пишуван и главните ликови се изместени, се некакви лудаци кои во своето време, ама како проаѓа и се оддалечува таа 2016 година, тие стануваат се по-нормални, затоа што времето станува се по-лудо и лудаците стануваат се по-нормални во новото време. Така што тоа што пред 5-6 години ни изгледало лудо, уште повеќе се изместени хоризонтите на лудоста и можеби сега ќе ни изгледа недоволно лудо. Така што се разбира дека секогаш општеството е податливо за да се напишат романи за некои нови лудаци. И тешко е човек кога е писател, па дури и кога не се интересира, еве како ја денес, дневно за тоа што се случува во општеството, не може да ги избегне тие теми. Кокаланов, ви благодарам за вечерашното гостување во Трилинг. Јас ви благодарам за интересот за театар, за драматургија и за можноста да зборувам на тие теми. За половина година трета смена во Републичкиот судски совет. Најпрво Црвенковска си поднесла оставка со образложение дека се соочувала со бизнис и политички влијања.
пуч во судскиот совет и разрешување на Весна Дамеа. Сега е избран за председател на судскиот совет Сашко Ѓоргиевски. Со најаве дека судскиот совет ќе биде транспарентен, но уште на самиот старт како да потврди работата на ова тело кое разрешува и именува суди. Добре ден за Дарко Аврамовски, директор на Коалицијата за правично судење. Дел од експертите, дел од невладините организации бараат колективна оставка на сите суди и членови на судското тело. Кој е правниот механизам за конечно да добиеме прочистен правосуден систем? Сметаме дека во оваа ситуација и формално правно и морално и етички најсоодветен излез од оваа ситуација која што е практично последица на незаконското постапување на судскиот совет е токму доколку самите членови на судскиот совет си поднесат оставки. Тоа е првенствено така заради тоа што и во законот имаме пропуст, па не е соодветно предвидено како и кому овие членови на највисокото тело на самоорганизација на судскиот систем одговараат и пред кого ја даваат својата отчетност за работењето. И токму во таква ситуација, имајќи предвид дека тие самите практично донесоа низа незаконски одлуки, сметаме дека е најсоодветно и доколку самите си поднесат оставки. Но очигледно апелот од невладините и од експертска група како да не допира гласот до нив. Професорот од правниот факултет Борче Давидковски деновиве за Слободен печат ке рече потребна е темелна ревизија на правосудниот систем, како и механизам со кој членовите на Републичкиот судски совет ќе бидат отповикани од функцијата, а кој сега не постои поради тоа што судскиот совет си прави што сака. Кој би бил новиот модел за да добиеме ефикасно тело кое ќе ги оценува и избира судиите, за да не ни се случи да имаме судии кои ќе бидат избрани по принципот на политички, роднински врски. Така, имаме во нашата историја имаме применето неколку модели за организација на овој систем и за избор и разрешување на судии, меѓутоа се покажало до сега дека буквално секој од тие системи може да биде злоупотребен доколку некој тргне со намера да го злоупотреби и да го изигра таквиот систем. А од друга страна има примери од светот каде има навидум на хартија многу лоши системи за осигурување на судската независност, но во практиката тие функционираат многу добро и практично во таквите земји и системи нема проблеми со какви што се соочуваме ние во Македонија. Од тука треба многу сериозно да се размисли за тоа доколку се пристапува кон промена на законскиот модел и воведување на можност за одговорност на членовите на судскиот совет. Особено затоа што треба да се види, првенствено не треба да биде загрозена таа независност на судскиот систем, токму затоа и беше напуштен моделот во кој собранието ги избираше судиите и беше основан ваквиот судски совет кој мнозинството на членови во овој совет се практично избрани од самите судии на непосредни избори. Дали хаосот во судскиот совет на тапет го стави целокупниот правосуден систем? Апсолутно да. Доколку се земе предвид дека судската власт како една од трите столбови на власта во една држава е гарантот за почитување на законите и осигурување на правата на граѓаните кои се пропишани со закони и меѓународни договори, доколку се земе предвид дека судскиот совет е токму телото кое што е највисокиот орган на оваа власт, а тој судски совет има серија на незаконски постапувања, практично со тоа се уништува довербата и во останатиот дел од судскиот систем и во самите судови, бидејќи со ваквото постапување на судскиот совет се доведуваат под прашалник и многу други одлуки како што се и избор на судии, разрешување на судии, унапредување на судии и така натаму. Ништо не е променето во Македонија. Истите коментари на Агилар за судството ги давав и јас пред 15 години, оцени неодамна поранешниот американски амбасадор Филип Рикер. Сега и на судиите, и на обвинителите им е достапно писмото на американската амбасадорка
агеле, но зошто до нив не допираат овие силни критики за неажурност на судството, за бавното спроведување на правдата, за застарување на делата, за враќање на постапките од почеток? Затоа што владее еден чуден феномен на отфрлање наместо на превземање на одговорност. Многу чинители, вклучително и во судскиот систем, мислам дека не ја сваќаат во целост одговорноста на функцијата која што извршуваат и со тоа кои се обврски тие ги превземаат за да ја извршуваат ваквата функција. И наместо тоа, многу често гледаме ситуации каде што сите се обидуваат да се иземат од одговорност, наместо да ја превземат одговорноста и да покажат одговорно, отчетно и доследно однесување, какво што е потребно за лица кои извршуваат вакви функции. Навистина е специфично и загрижувачко тоа што не допираат ваквите пораки до оние до кои што треба да допрат најмногу. И фактички тоа можеме да го видиме еве и од последните случувања со судскиот совет, дека на толку критики, на толку направени преседани, одстапување од законот, па дури и целосно прекршување на одредби од законот, тие се уште велат дека треба да им дадеме шанса. По изборот на Сашко Ѓорѓиев за претседател на судскиот совет, уште на самиот старт се фрли една црна дамка во однос на начинот на кој ќе функционира судскиот совет, побара камерите да бидат исклучени, односно да излезат од седницата, односно од салата додека трае седницата, со наводно образложение дека ги деконцентрирало колегите суди. Дали на овој начин се остава простор за сомнеш околу можното влијание на одредени политички бизнис фактори врз работата на судскиот совет, околу наводното внатрешно несогласување меѓу членовите на судскиот совет? Токму така, сметам дека одлуката да се отстранат камерите од седниците на судскиот совет беше погрешна одлука, донесена во многу погрешен момент, особено затоа што истата следи практично непосредно откако судскиот совет имаше одржано две незаконски нејавни седници со исклучена јавност спротивно на одредбите на законот и веднаш после тоа, по сите критики добиени од јавноста, тие се одлучија на еден ваков чекор. Токму тоа остава впечаток дека Советот не гледа толку многу проблем во своето сопствено однесување и постапување, но гледа проблем во тоа што јавноста може да го види таквото однесување и незаконско постапување. И токму поради тоа беше исклучително погрешна одлука, од која што Советот ретерираше и веќе на следната седница дозволи присутните новинарски екипи да снимаат. Останува да лебди во јавноста тврдењето, например, на поранешната претседателка Павлина Црвенковска дека се соочила со одредени бизнис и политички влијание врз работата. При разрешувањето на Весна Дамева на излез од салата можевме да слушнеме од неа лично дека допрва јавноста ќе види како се работел судскиот совет и со што се соочува. И никој не презема или не сака да се заинтересира кој се тоа мешетари во судскиот совет. Не ви изгледа ова помалку индикативно? Секако дека да, ваквите изјави во најмала рака се несериозни доколку истите не се проследени со дополнителни информации и чекори за да излезе на површина сето тоа коруптивно и незаконско поведение во Советот за кое што предупредуваат сега веќе две поранешни претседателки на Советот. Дали ова не е доволна причина по допрен глас да реагира обвинителството? Секако дека обвинителството може да реагира по допрен глас и да ги истражува ваквите наводи, особено затоа што тие се прилично сериозни наводи за постоење на корупција во највисокото тело на судската власт. Секако дека обвинителството може, меѓутоа секако дека и самите оние кои ги изнесува ваквите тврдења треба да превземат некои дополнителни чекори, но и самиот совет како исклучително засегнат од целата оваа ситуација
треба да превземе чекори за во најмала рака да го обели својот образ и доколку постои некаква корупција да се справат со таа додека штетата не е екстремно голема. При тоа мора да се има предвид дека сите овие укажувања доаѓаат откако членови на Советот прекинуваат да бидат председатели, но продолжуваат да бидат членови во Советот. При тоа треба да се има предвид дека председателот на Советот е многу повеќе символична функција која нема некои посебни овластувања со кои можете да кажете дека притисоците и каналите за корупција доаѓаат преку раководителот на институцијата, односно председателот, бидејќи судскиот совет е колективен орган, а председателот е таму само прв меѓу еднаквите, оној кој треба да ги координира седниците на советот, да ги подпишува актите и така натаму, бидејќи еден мора да го прави. Тоа нема да можат сите заедно. И тоа особено загрижува за тоа што тие продолжија да бидат членови, покрај тоа што кажаа дека се соочуваат со исклучителни притисоци од политички и бизнис елити, тие продолжија да бидат членови на Советот. Нивниот мандат престана само како председател на Советот, меѓутоа сите нивни надлежности како членови, обврски и одговорности кои ги носат остануваат и оттаму е несватливо зошто ваквите притисоци би престанале само затоа што некој не е повеќе председател. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и вам. Првата финансиска берза е формирана во 1996 година и незиниот прв гонг за котација на компаниите и акциите значеше кога државата реално влегува во кругот на пазарна економија. Неделова се случи првото тргување на македонската берза за струја МЕМО. Во овие кризни енергетски години и размената и цената на струјата, понудата и побарувачката стана актуелни особено во времето на кризната енергетска состојба. Претходно се соочувавме и со економска кризна ситуација. Ово издание на Трилинг, мој соговорник е Златко Черепналковски, директор за развој во ЕДС, брзо растечка компанија, чиј главен доминантен капитал е грчки. Добре дојдовте во емисијата. Добре ве најдов. Господин Черепналковски, на почеток како ќе се формира цената на струјата во размената на македонската берза и дали се напушта референтната цена на Хупекс берзата од Унгарија? Прво и основно македонската берза е само уште една од повеќето берзи за електрична енергија во регионот на Централна, Источна и Југоисточна Европа. Хупекс индексацијата нема брзо и лесно да се напушти, бидејќи сепак унгарската берза за електрична енергија се уште долги години ќе представува стожерна берза заради својата огромна ликвидност и неприкосновеност во овој дел од Европа. Меѓутоа, добро е што се отвара и македонска берза за електрична енергија, затоа што секогаш отворените пазари праќаат пазарни сигнали, се гледа интересот кој е во Македонија и ќе се оформи она што трговците со енергија го нарекуваат ДНК на пазарот во Македонија и кога ќе се видат интересите, потребите и можностите на таа берза, следниот чекор неминовен ќе биде така наречен маркет каплинг, тоа значи окрупнување на пазарот, односно спојување на македонската берза со некои од околните национални берзи на Балканот, со што ќе се зголеми ликвидноста. Тогаш можеме навистина да збориме за вистинска берза, не дека таа не е вистинска, функционира, еве веќе 2 дена се тргуваат по некои 240 до 300 мегават часови енергија дневно, што тоа за почеток е задоволително, доволно? Искрено не очекував ни толку, меѓутоа очигледно е дека тимот во МЕМО си ја врши својата работа многу професионално, многу добро, имава добра кампања. Македонија годишно има потреба помеѓу 30 и 40 насто за потребите за струјата. Дали овој тренд на пат на цената на струјата на светските берзи ќе се задржи или може да има нови турбуленции? Прво и основно, кога збориме за цена на електрична енергија, не постојат светски берзи, не постои светска цена. Затоа што пазарите за електрична енергија се изразито регионални и таа регионалност е диктирана од капацитетите на преносните мрежи. Значи, вие можете денеска да се
најавите доле од Пелопонез да купите енергија негде во Северна Германија, меѓутоа таа енергија додека ја донесете до Грција ќе ве кошта многу повеќе отколку да се ослоните на локалните соседните берзи. Затоа, кога збориме за цени на електрична енергија, збориме за во голема мера регионални цени. Сега што се случува на пазарите, цените се стабилизираа на некое ниво од 100 до 200 евра на дневен просек. Часовните цени, просечната цена почнувајќи од јануари е на некое ниво од 130-140 евра за мегават час, наспроти да речеме августовските цени во 22 година, кои што порасна на просечно ниво, месечно ниво до 500 евра за 1 мегават час. Цените во Европа, поготово во овој дел од Европа, ќе се позиционираат на она ниво кое што ќе го дефинира новата цена на природниот газ. Вие знаете дека со децении наназад Европа увезуваше околу 40% од своите потреби за природен газ од Газпром, од Руската Федерација. Меѓутоа, со последните настани во Украина и политичките несогласувања помеѓу Европа од една страна и Руската Федерација од друга, тие текови, традиционални текови на енергенси од Русија кон Европа се прекинати и Европа сега се снабдува преку алтернативни извори на природен газ, што значи дека цените... Дали тоа значи дека Европа не е веќе толку зависна од рускиот газ? Би рекол дека веќе зависноста е доведена на едноцифрени проценти, меѓутоа тоа од друга страна значи дека цената е порасната. И цената на природниот газ ќе дефинира уште долго време цената на струјата на сите регионални берзи од проста причина што најскапото производство кое што на берза неопходно мора да се истргува за да се избалансира системот, доаѓа од гасните централи. Според тоа, ако во гасните централи импутот е поскап ќе биде и она часовна market clearing price, што се нарекува цената постигната во еден час за електрична енергија. При крајот на минатата година во еден јавен ваш настап велите, дури војната да заврши набрзо и цената на струјата да се стабилизира, не очекувам да се спушти под 100 евра за мегават час. Какви се денес вашите проценки и согледувања? За жал војната уште трае. Тоа е трагедија за европскиот континент. Цените се спуштија во однос на ланското лето, меѓутоа не се спуштија се уште до 100 евра, остануваат негде на 130-140 евра, што иде во прилог на таа моја поранешна изјава. Пак ќе кажам, цената на електричната енергија, се додека се формира на берза, во голема мера ќе зависи од цената на природниот газ, кој што Европа денеска го добива од повеќе различни извори, значи зголемена е увозот на британскиот газ од платформите во Северно море, зголемено е производството во Холандија и покрај тоа што во околината на Гронинген се случуваат многу чести земјотреси заради забрзано исцрпување на газ од подземните наоѓалишта. Зголемен е увозот од северноафриканските држави на газ во Европа и највеќе е зголемен, се разбира, продажбата на втечнет природен газ кој што доаѓа од Соединетите Американски држави. Дали кога може да се очекува вишокот на струја од фотоволтаици да биде предмет на трговија со македонската берза? Да, електричната енергија од фотоволтаиците денеска се продава на два начина. Значи, оние фотоволтаични централи кои што се сепак малцинство денеска во Македонија, кои што се така наречени повластени произведувачи, таа енергија ја откупува МЕМО, пазарниот оператор, и им ги плаќа тие повластени тарифи, меѓутоа такви тарифи веќе нема. Во Македонија во последно време се изградија многу фотоволтаични централи и сите тие енергијата ја продаваат на слободниот пазар. Со енергетската криза, како да стана помодарство за поставување на фотоволтаици, дел од соговорниците кои се упатени на оваа тема велат дека не може било кога и било каде да се поставуваат фотоволтаици. Во однос на оваа тема постои разногласие. Да. Што би било вистинското алтернативно решение за да добиеме релативно пониска цена на струјата? Прво и основно, да заштедиме на некој начин. Обновливите извори на енергија се многу добре дојдени насекаде на планетава, не само во нашата држава, меѓутоа тие не се решение за долгорочно стабилност на електроенергетскиот систем.
Проблемот со обновливите извори се тоа што метеорологијата ги диктира бројките. Колку ќе произведете со еден фотоволтаик, со ветерна централа или со мала хидроцентрала која што нема своја акумулација, тоа зависи исклучиво од метеорологијата, која што знаете дека е променлива. Интересот се зголеми за инвестирање во фотоволтаични централи во текот на 21 и 22 година, од проста причина што цените пазарни толку многу се качија горе, што повратот на инвестицијата се чинеше дека може да се постигне дури за 1,5 за 2 години максимум. Меѓутоа, тоа не се случува баш така. Гледаме дека сега на регионалните берзи цените на електричната енергија во оние часови кога фотоволтаичните централи произведуваат енергија, тоа се тие така наречени кор часови помеѓу 9 и 3-4 попладне, 9 од сабајле до 4 попладне, цените во тие часови сега толку многу се паднати заради огромната понуда на фотоволтаична енергија, што со тие цени фотоволтаичните инвеститорите во фотоволтаици не би можеле да направат некој нормален поврат. Дури за 10 години сега е прашање дали може да направат поврат ако не ги фатиле оние периоди во 21 и 22 година. Тие што инвестирале пред тој период направиле убав профит, меѓутоа сите други може да им се случи да не можат ни минималните цени што банките што ги финансираат, што ги барат да ги остварат. Сега, тука се поставува потребата за дополнителни инвестиции во така наречени батериски или сторич системи, со кои што фотоволтаичните производители дел од енергијата може да пласираат на пазарот во доцните попладневни часови, кога цената е највисока, со тоа што ќе се смали понудата во нивните јадрени часови за производство, па цените и тогаш малку ќе пораснат, попладневните малци ќе се намалат, ќе се добие некое благо изедначување на тие периоди и во тие случаи, во таков случај одново фотоволтаични централи ќе станат интересни за инвестирање. Во овој момент би рекол дека фотоволтаичните централи ова лето ќе страдаат со приходи токму заради тоа што цените во тие часови кога они произведуваат многу паѓаат заради преголемата понуда. Колку во трговијата со струја во хаосот допринесува и МЕПСО, државната компанија за пренос, преку која се влече, се краде струја од европската преносна мрежа. Дали тоа ќе го поремети системот на и цената и снабдувањето на струјата? Како човек кој што работел порано во диспечерскиот центар на старото електростопанство, тоа е функција што денеска ја има МЕПСО, морам да кажам дека не се работи за кражба. Кражба е кога вие влечете електрична енергија која што не се мери. Тоа во преносните системи е невозможно. Никој не може да краде струја од систем на 400 киловолтен напон. Таа енергија е измерена. Она што на МЕПСО му се случуваше во текот на 21 година беше да некои од снабдувачите кои што не можеа да го издржат притисокот на цените престанаа да увезуваат струја, а нивните клиенти продолжива да трошат струја. И токму заради тоа се случуваше МЕПСО да влече од европската интерконекција енергија која што не најавил дека ќе ја влече. Тоа беа, например, несакани отстапувања кои што ги веројатно ги прекрдашиле границите на толеранција на ЕНЦО, Сдруженијето на сите преносни оператори, пошто следеше нормално фактура за таа електрична енергија која што МЕПСО мораше да ја плати. Ние сме релативно мала држава. Ако евентуално повторно се соочиме со некаква нова економско-енергетска криза, што би бил првичниот предизвик? Па, мислам дека стопанството во Македонија научи една голема лекција дека енергетската ефикасност не е само клише кое што многу експерти го нудат, туку е навистина сериозна потреба, па дури во некој случај представува и спас за компаниите. Компаниите ќе мора да инвестираат во енергетска ефикасност со цел да го намалат инпутот на енергија наспроти нивниот финален производ. Така што ако успеат да го намалат трошокот за енергија во нивниот краен производ, евентуалното поскапување во иднина пак на енергенсите не би значило паралелно поскапување на нивните производи. Свесни сме дека стопанството во нашата држава вложило многу напори да стане конкурентно на странските пазари
и би било штета со една енергетска криза сета таа работа од повеќе децени да им пропадне на нашите стопанственици и мислам дека се свесни дека треба да инвестираат во енергетска ефикасност истовремено во алтернативни извори на електрична енергија кои што би биле решение за нив. Господин Черепналковски, кризата покаже дека македонското стопанство па и компаниите се ранливи. Како вие, како компанија, го оценивте или го оценувате во овој момент начинот на кој компаниите се справија и се уште се справуваат со опоравувањето од оваа длабока енергетска, претходно имавме економска криза, здравствена криза? Да. Компаниите во Македонија би рекол дека постапива на правилен начин и покрај тоа што начинот на кој што можете да постапите не може да биде многу разновиден. Првиот инстинкт беше да го намалат, да ја намалат потрошувачката на електрична енергија заради енормно повисоките цени кои што се случува во текот на 21-22 година. Компаниите го намалива своето производство, меѓутоа не ги затворива капацитетите, бидејќи знаат дека затварање на еден стопански субјект значи многу негативни последици во моментите кога сакате наново да го рестартувате производството. Истовремено инвестира во фотоволтаични централи, не сите, меѓутоа многу од нив инвестира во фотоволтаични централи, како што пред малку реков, тој дел од енергијата што го добива од својата инвестиција не зависи веќе цената на таа струја од цената пазарна која што се постигнува на берзите. Во иднина би ги охрабрил компаниите во Македонија да инвестираат уште повеќе во енергетска ефикасност, во фотоволтаични системи онолку колку што нив им треба и уште да инвестираат во сторидж системи, во батериски системи со кои што ќе им дозволи да инвестираат повеќе фотоволтаични централи од што им требаат во оние часови од 9 до 3-4 попладне и таа вишок енергија што ќе ја сторираат, што ќе ја зачуваат во батериските системи да може да ја користат попладне, кога цените се многу високи на берзата или едноставно да ја продадат за добар профит. Неодамна Стопанската комора на Македонија пред се и председателот Тазевски излезе со низа на забелешки во однос на тоа како владата им излезе или не им излезе во пресрет на компаниите во делот на ублажување на последиците од кризата. Како вие гледате денес на состојбите постфестум? Да, како велат, после војната сите се добри генерали. Видете, Македонија со години беше увозник на отприлика 1/3 од своите потреби за електрична енергија. Таа 1/3 која што се случи во 21 година, во 22 година се намали на 1/5. Значи од 33% увоз во 2021, во 2022 видовме увоз од само 20% на електрична енергија. Една влада не може да направи многу ако не располага со доволно. Во Македонија централите што се на ЕСМ се толку колку што се. Тие може да произведат онолку колку што имаме ресурси. Лигнит, хидропотенцијал, ветер и така натаму. Од друга страна, владата направи еден добар потек со увоз на енергенси. Зашто го велам тоа? Затоа што увезениот лигнит и увезениот мазут за ТЕЦ Неготино централата во меѓународниот платен биланс значи одлевање на помалку девизи од Македонија отколку што ќе се одлева да се увезеше електричната енергија која што овие централи со увозни енергенси ги произведува. Според тоа, пак ќе кажам колку направила нашата влада за стопанството, тоа во голема мера е ограничено од она што Македонија има како ресурси за енергетиката. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за поканата. Почитувани, следете разговор со Златко Черепналковски, директор за развој во компанијата ЕДАС. Медицинскиот факултет е основоположник на УКИМ како прв формиран образовен центар. Тој е стожерот на клиничкиот центар на наставно-научната дејност, расадник на кадри и во јавното и приватното здравство.
Александар Петличковски е професор, доктор, имунолог, а во последно време во македонската јавност е препознатив и како председател на Комисијата за заразни болести. Тој е директор на Институтот за имунологија. Неодамна тој беше номиниран, односно се номинираше за кандидат за декан на медицинскиот факултет. Во ово издание на Тренинг мој соговорник ќе биде токму професор доктор Александар Петличковски, а воедно тука најавувам дека и во наредните емисии ќе имате можност да следите разговор со кандидатите за декан на медицинскиот факултет. Добре ден за професор доктор Александар Петличковски. Во јавноста последниот период сте препознатлив по тоа што бевте и сте председател на Комисијата за заразни болести, бевте дел од првиот бран на луѓе кои водеше битка со справување со здравствената криза. СЗО неодамна прогласи крај на пандемијата. Според податоците, околу 7 милиони луѓе починале во текот на оваа голема здравствена криза. Кај нас процесот на вакцинација започна во март 2021, а според одредени податоци, околу 700.000 граѓани целосно се вакцинирани. Дали овој опфат на вакцинирани граѓани може да биде уште една причина за нова епидемија која може да повторно да прерасне во пандемија? Добро е што бројките во светот зборуваат за стишување, за смирување на пандемијата и од тука тој предлог и размислување во насока на ограничување на опасноста, односно дефинирање на ковидот не веќе како акутна, сериозна закана за светот, глобална. Во согласност со таа препорака и ние пред некој ден нашата комисија препорачавме крај на сите задолжителни рестриктивни мерки и препорака за однесување малку по внимателно и за вакцинација, затоа што вакцинацијата заедно со имунитетот стекнат од прележување на болест е причината заради која сме во овој момент во оваа добра состојба. Со вакцинацијата ние потврливме за COVID-19, бидејќи, иако сите научни податоци говореа дека вакцините се многу ефикасни и безбедни, ние не ги прифативме соодветно и заради тоа имавме поголем број, меѓу другите елементи, и заради тоа имавме поголем број на жртви, споредено со некои поразвиени европски, светски земји, кои дадоа доверба на вакцините. Значи, можеше и подобро. Ние во моментов имаме многу сериозен имунитет, но тој се должи главно на прележување, не толку на вакцинација. Ако се посветевме на вакцинирање, ако ги прифативме вакцините соодветно, ќе имавме помалку жртви, тоа е сигурно. Дали ковид имунитетот може да не заштити од можни други здравствени проблеми? Не. Имунитетот функционира на принцип на специфичност и она што сме го стекнале како имунитет со прележување или со вакцинирање против ковид, се однесува само на ковид. И понатаму сме вулнерабилни за други инфекции кои немаат заеднички карактеристики со ковид. Господин Петличковски, пандемијата покажа и докажа на некој начин дека се соочувате како здравствен систем со недостиг од инфектолози, анестезиолози, микробиолози. Денове можев да прочитам дека има одлив на млади лекари од државата. Како да ги задржиме? Што е рецептот? И дали воопшто може да ги задржиме? Пандемијата откри доста недостатоци во нашиот здравствен систем. Тие недостатоци во прв ред се организацијски. Никако нема да кажам дека кадарот ни е лош. Ние имаме многу добри поединци, имаме и добри колективи, но имаме проблем во синхронизирање на активностите. Во еден период од пандемијата видовме дека и синхронизацијата може да функционира, не беше пречка нити закон, значи се менуваа законите во еден ден. Мислам дека тука треба да обрнеме големо внимание и да ги насочиме сите сили кон организирање и синхронизирање на поединците. Да, имаме недостаток и на сестри медицински, и на специјализиран кадар, и најголем и акутен проблем ни е одливот на најдобрите студенти. А најдобрите студенти заминуваат и најдобрите лекари заминуваат затоа што немаат соодветни услови кај нас во јавното здравје. И тоа
ако сакаме да инвестираме во следните години во здравството, мора сериозно да го промениме, односно да обезбедиме услови да ги задржиме и да ги задоволиме најдобрите лекари. Каков профил на медицински кадар ќе ни биде потребен за наредниот период? Или за воиднина? Солиден медицински кадар и спремен, кадар со вештини, со практични знаења, а не толку многу со теоретски некакви ситници набубани во тек на студирањето. Значи, мора да се фокусираме повеќе на практичната работа, на вежбите, и тоа е да не влегувам сега многу во детали во програмата, но мислам дека практичните вештини се тоа што треба да стимулираме во тек на студирањето, обучувањето. Доктор Петличковски, влегувате во битката за декан за медицински факултет. Не чувствувате своевиден хендикеп ако ви кажам податок дека на 200 студенти кои годишно завршуваат на медицинскиот факултет, речиси исте бројот на оние кои паралелно заминуваат од државата или пак перспективата ја бараат во приватните болници или клиники. Тоа е еден од мотивите заради кој јас се вклучувам во битката за декан, затоа што од првиот ден на запишувањето на студентите, мојот предмет е во прва година на медицински факултет, сакам да им овозможам на студентите услови да се чувствуваат како во развиена држава, да добиваат сознанија актуелни и мислам дека ако сите се сплотиме и се организираме околу овој принцип, околу овој мотив, можеме да обезбедиме за студентите подобра средина која ќе ги задржува да останат. Студентите, особено тие најдобрите, заминуваат затоа што не им ги оправдуваме очекувањата. Студирањето, оние заинтересираните и во овие услови, кои секако може да бидат подобри, ќе го завршат. Меѓутоа, после студирањето, начинот на кој ние ги бираме во моментот и ги организираме вработувањата, тука шкрипи работата. Ние мора се разбира во соработка со Кога институциите. велите тука шкрипи работата, дали тоа значи дека при вработувањето исклучиво се оди по принципот на блискост, партиска конекција, а не во преден план да е квалитетот? Па сигурно дека во голем дел од случаи тоа е причината и тоа е проблемот. Деканот на медицински факултет нема многу ингеренции во вработувањата во клиниките, да речеме, но тука ми беше идејата дека во соработка со Министерство за здравство, на пример, може да се изфорсираат или да се обезбедат вработувања за најдобрите студенти. Зошто најдобрите студенти не би можеле да бираат каде сакаат да работат? Има исклучоци од ова вработувања по блискост. Нормално дека има исклучоци, меѓутоа во голем процент и она што студентите го кажуваат, го објавуваат како проблем кој ги поттикнува да размислуваат за странство, е тоа. Значи мора, ако сакаме се разбира да се подобриме, мора ова да го поправиме поднаитно. Доктор Петличковски, може ли да се соочиме со фактот да доктор нема ни за лек? Па да, се движиме натаму по сите проценки статистички. Нашата покриеност на населението со доктори, со медицински сестри е пониска од просекот кој се одржува во развиените земји и тоа е исто така елемент кој мора државнички на ниво на држава да го решаваме во идниот период. Според одредени податоци, повеќе од 3000 лекари за една деценија заминале во странство и приватните болници. Систина на некој начин ги собра докторите од клиниките. Дали грешам во проценката ако кажам дека вашите колеги во клинички центар, во клиничкиот центар Мајка Тереза, се вкупниот медицински персонал е многу помалку ценет каде што сте, отколку кога ќе направат трансфер во приватните болници, кои потоа се всушност сликата и имиџот на еден добар клинички центар. Па да, и тоа е делумно точно. Овие луѓе кои одат во приватното здравство се истите тие луѓе кои работеле до вчера по клиниките и тие не се преку ноќ нешто екстра многу станати експерти. Тие се истите експерти со истото тоа знаење кое го стекнале и го практикувале во јавното здравство. Затоа се враќаме на организацијата. Мислам дека
организацијата и стимулирањето на добрите, а не стимулирањето на по-лошите е клучниот проблем. Значи, кога со истите тие луѓе преку ден во приватна здравствена установа може да се наметнат некои многу подобри стандарди, се разбира дека тоа истото може да се случи и во јавно здравствените установи. Меѓутоа, водачот, оној кој треба да биде прв пред сите, треба да биде авторитетен и треба најглавниот аргумент за негов избор не треба да биде политиката. Додека политиката ни ги крои раководителите и водачите на клиниките, ќе имаме ваков проблем. Ставате акцент на организацијските слабости. Помалку, како вие го објаснувате феноменот? Велите истите лекари кои што работат во клиничкиот и заминуваат во приватните, а сепак се соочуваме дека менаџирањето во приватните, а се истиот кадар, е далеку подобар во однос на клиничкиот центар. Да, затоа организацијата, менаџментот. Значи, тие кои работат добро, се добро наградени. Тие кои не работат добро, се послабо наградени, дури и не се задржуваат на работа. Дали алудирате на тоа дека недоволно сте наградени како медицински кадар во јавниот сектор? Во изминатиот период имаше сериозно зголемување на платите. Еве, јас лично можам да кажам дека значително зголемување на платите. Јас не сум незадоволен со платата. Верувам дека голем дел од колегите не се незадоволни со платата. Веројатно се по-незадоволни со тоа што независно кој колку работел, ја има истата плата, независно што некој грешел, грешката се покрива и сите сме во истиот кош. Мислам дека тоа е повеќе аргументот за незадоволство. Сметам дека има услови тие што вредат да бидат наградени различно од тие кои помалку се заложуваат. Лекарите имаат Хипократовата заклетва, но јавноста се е соочена со лекарски грешки, неетички однесување. Дали идните лекари им е всадено чувството на контакт со пациентите, да им се излезе во пресред, за да им се помогне на секој можен начин? Да, мислам дека ова е едно поле каде многу можеме да се подобриме. Мислам дека недоволно инсистираме. Се разбира дека има предмети, има клиничко испитување, има формален начин на едукација на контактот со пациентот. Меѓутоа, кај нас се уште фали секој пациент да го доживуваме како наш близок, како брат, како мајка, како татко. Кога тоа ќе можеме да го всадиме во идните генерации, ќе имаме многу подобар пристап. Во моментов мислам дека ретко сретнуваме лекари кои ги доживуваат пациентите како своји блиски и се однесуваат со нив како кон своји блиски. А знаеме дека може еден човек да се однесува и така. Но ова сочувство, елементот сочувство, треба, мислам, сериозно да го дообработиме. Господин Петличковски, благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата. Тоа беше се за ова издание на Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време, 20 часот и 45 минути.